Добре. Добър ден. Почитувани. От моментот на мојот избор за специјален јавен обвинител, мојата професионална биографија, пријатниот живот, семејството се цел на различни оспорувања, напади и опити за моје инволвирање во дневно-политичките препукувања на партиите. И тоа не сакам да оставам погрешен печат. Не се жалам. Напротив, се нафатив на функцијата во исклучително тешки околности. Целосно свесна дека секојдневно ќе бидам цел на напади за моја лична дискредитација. Но повикот да се служи на државата и да се биде начело на исклучително професионален обвинителски тим кој се занимава со висока корупција, каде се инволвирани највисоки државни функционери е сериозна чест и многу голема одговорност. Го разбирам, почитувам и оправдувам интересот на јавноста за истражните действија во случајот Рекет. Носител сум на јавна и одговорна функција, за која мора да има целосна транспарентност. Затоа, дозволете да ви се извинам што свесно остави подолг период да не излезам со свој став во јавност. Иако воопшто не ми беше лесно да го следам јавниот линч, решив дека нема со ниту еден мој потек да создадам впечаток дека правам притисок или се мешам во истражните действија. Во врска со наводите, индициите или неофицијалните информации кои се упатуваат на наводната моја вмешаност во случајот Рекет, ја користам оваа прилика да го изјавам следното. Најодговорно тврдам дека ниту свесно, ниту несвесно, ниту со сторување или несторување не сум ја злоупотребила должноста која во моментов се уште ја извршувам. Јавно ги охрабрувам правосудните органи до крај да ги расчистат сите околности за конкретниот случај. Да, точно е дека јас, како и многу други лица кои во моментов се на различни државни функции, се познаваме со лицето Бојан Јовановски. Никогаш не сум криела дека мојот син работи во НТВ и дека заради описот на неговото работно место е на дневна основа и комуницира со лицето. Но ова не значи дека некој стекнал право да ја злоупотребува мојата службена должност и овластување за евентуално да остварува одредени привилегии или да презема незаконити действија. Затоа очекувам низ една транспарентна правосудна постапка да се стави крај на сите неофицијални информации со кои некој се обидува да и наштети на мојата чест и углед. За жал, подолг временски период до мене допираат гласови дека не само лицето Бојан Јовановски, туку и многу други, без да знам, го злоупотребуваат моето име и презиме за различни цели. Ја депонирав мојава оставка која ќе стане активна тогаш кога политичките партии ќе се усогласат за новото законско решение и ќе го изберат мојот наследник. Со овој чекор сакам да бидам пример за сите останати. Не само да не дозволувам да бидам користена за нечие алиби за европските интеграции, туку покажувам висока професионална свест и со депонирањето на мојата оставка потврдувам дека нема никаков начин да влијам на конечниот исход на случајот Рекет. Граѓаните и јавноста нека направат разлика. Што значи да бидеш свесен за одговорноста која носиш и како се постапува кога знаеш дека си чист и што значи кога некој се обидува да ја злоупотребува својата политичка моќ и бега од правдата. СЈО или специјалното јавно обвинителство
е поголемо и позначено од мојата сегашна функција. Ова обвинителство беше, е и верувам дека ќе остане символ на безпоштедна битка со највисоките форми на висока корупција и организиран криминал. Остава во наследство десетина затворени истраги, подготвени за брзо процесирање. Убедена сум дека токму тие предмети ќе и дадат одговор на јавноста зошто некој со сите сили се обедуваше да го спречи мојот реизбор и со невидена медиумска хајка се обидува да го загрози кредибилитетот на СЈО. На крајот, уште еднаш, сакам да се заблагодарам на сите граѓани и на медиумите кои со доверба со нас и поддршка што ни ја дававте, ни помогнавте да работиме одговорно и во интерес на еднината на нашата земја. Благодарам.